Проектите за учениците и професорите овозможуваат тие да патуваат во друга програмска држава за учење, работа, предавања и воедно да обучуваат или развиваат професионални вештини и компетенции. Овие работилници и посети најчесто финансирани преку Еразмус плюс програмата на Европската унија. До сега ги искористуваат и струмичките средношколци и нивните ментори. Од Средното општинско училиште Димитар Влахов се уште се свежи искуствата од Сандански, Република Бугарија. Значи, од соседството ние ги гледаме и ги применуваме кај нас. Исто така учениците од земјоделско-ветеринарната струка има можност преку Еразмус плюс програмата да посетат дел, една група беше веќе во септември, на практични вештини, каде има можност учениците 15 дена да се стекнат со практични вештини во делот на органското производство, во делот на винарското производство, во делот на сточарството и во делот на живинарското производство. Ева сега во тек е и втората група на ученици кои ќе заминат на 7 април, 15 дена, и ние како училиште сме горди на тоа што покри дипломата што ја добиваат учениците, туку тие се стекнуваат и со пракса. Тимов вели дека искуствата кои ги добиваат на овие посети се драгоцени за склопување на знаењето преку теоријата и практиката. Учениците имаа можност да ги видат најновите технологии во делот на производството. Мислам дека и во Македонија ние сме спремни за тие нови методи да ги применеме и кај нас, но сепак една добра едукација ќе ги поттикне и нашите ученици кои излегуваат од нашето училиште да бидат веќе спремни и на своите собствени површини или пак во делот, ако веќе тие се вработат, да бидат спремни и обучени во тој дел како спремни техничари да излезат од нашето училиште. И мислам дека овие техники заедно со надвор од излегувањето од Македонија, кога ќе дојдат, кога ќе се вратат, го склопуваат тој мозаик на работни активности. Друга група ученици во најскоро време повторно ќе замине во Сандански, Бугарија преку Еразмус програмата.